Преданието за Василопитата не е просто еден случаен народен обичај без историска подлога. Тоа се раѓа во конкретно време, во конкретен град и во време на голема закана за христијанскиот народ, во 4. век по Христа, во срцето на малоазиската област Кападокија. Во средиштето на овој настан стои големиот отец и учител на црквата Божја, светиот Василий Велики. Роден околу 330 година, воспитан во духот на христијанската вера, тој како млад заминал во Атина, тогашниот духовен и образовен центар на Римската империја, каде што се стекнал со врвно филозофско образование. По школувањето, Свети Василий го напушта световниот живот, се крштева во Христовата вера и се замонашува. Во 362 година е ракоположен за ѓакон во Кесарија Кападокиска, а подоцна станува и архиерей, не само како богослов и учител, туку и како вистински пастир, кој верата ја сведочел преку дела на љубов и пожртвуваност. Во истото време, на престолот на Римската империја се наоѓал Јулијан Отстапник. И тој своевремено студирал во Атина заедно со Свети Василий, но неговиот пат тргнал во спротивна насока. Иако формално израснат во христијанска средина, Јулијан ја отфрлил верата во Христа и се зафатил со обновување на паганската религија, дишејќи со голема омрза кон христијанството. Кога во 361 година се искачил на римскиот престол, тој започнал упорно и жестоко гонење на христијаните. Во 362 година, тргнувајќи во воен поход против Персија, Јулијан поминал низ градот Кесарија. Тогаш се случила средбата што ќе ја одбележи историјата. Младиот ѓакон Василий го пречекал императорот со должно почитување, носејќи му дар за добредојде 3 јачменови лева, дар на скромна, но искрена почит кон својот некогаш соученик, а сега владетел на царството. Но наместо благодарност, Јулијан силно се разгневил. Дарот го протолкувал како навреда за неговото достоинство и за неговите богови. Разјарен од гнев, тој се заканил дека на враќање од воениот поход ќе го запали градот и ќе го казни народот. Опасноста била навистина реална и страшна. Свети Василий, како грижлив отец, го собрал народот и ги повикал верните да ги принесат своите скапоценности: злато, сребро и накит, со надеж дека со тоа богатство императорот ќе биде смилостивен и градот ќе го избегне своето уништување. И така, народот од Кесарија, со ретка самопожртвуваност, го положил своето богатство во рацете на црквата. Во тоа време, додека Свети Василий прилежно се молел за спас на народот Божји во храмот на Пресвета Богородица, доживеал едно чудесно видение од небото. Според црковното предание, Богородица го повикала светиот маченик Меркурий да го порази жестокиот гонител на христијаните на исток. Во истиот миг, според животописот, Јулијан бил смртно ранет во персиската војна. Прободен од копје на некој непознат војник, паднал крвав на бојното поле. И додека умирал, според сведоштвото на историчарите, ги изговорил прочуените зборови што за секогаш останале запаметени во историјата: Галилеецу ме победи. Веста за смртта брзо стасала и до Кесарија и предизвикала голема радост меѓу верниците. Градот бил спасен, а народот избавен. Свети Василий со справедливост и со љубов им ги вратил собраните скапоценности на нивните сопственици, откако бил просветлен од Бога на кој начин да го стори тоа. И токму од овој настан,
произлегува и обичајот на Василопитата. Имено, за никој да не биде оштетен и онеправден, Свети Василий ги ставил скапоценностите во мали лебови и им ги разделил на верните, така што секој, според Божјата промисла, го добил своето назад. И така оттогаш, во спомен на ова чудо, останал обичајот на прекршувањето на Василопитата, кој има длабоко духовно значење за верните. Овој обичај се одвива според точно утврден ред. На споменот на Свети Василий, 1 јануари, кога го славиме и почетокот на новата година, главата на семејството изобразува крст на питата и со побожност и скрушеност се моли за благослов. Потоа ја сече питата според следниот редослед. Првото парче се посветува на Господ Исус Христос. Второто на Пресвета Богородица со особена почит и благоговејност. Третото парче му припаѓа на Свети Василий Велики, а четвртото на сиромашните или на домот. Потоа се делат парчиња на сите членови на семејството или на заедницата, започнувајќи од најстариот кон најмладиот. Често се додаваат и посебни парчиња за сиромашните, за домот, за домашните животни или за нивите и посевите. Оној кој ќе го најде скриеното париче се смета за благословен во текот на целата година. Доколку паричето се најде во парчето посветено на светиите, тогаш најчесто се принесува како дар на црквата или на сиромашните. Треба да се знае дека прекршувањето на Василопитата не представува игра на среќа, туку жив спомен на Божјото чудо. Тоа не подсетува дека Бог, по молитвите на своите светии, ги чува својата црква и својот народ. И дека и денес, како и тогаш, доколку се молиме со љубов, пожртвуваност и смирение, Божјата промисла действува тивко, но силно, за спасение, за утеха и за благослов.